Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувано раководство на МВР, денеска со дел од раководството на Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност, овде во СВР Куманово остваривме работна средба со раководството на секторот за внатрешни работи во Куманово, секторот за внатрешни работи Тетово и регионалниот центар за гранични работи Север, со цел да слушнеме какви се резултатите од постапувањето на полициските службеници за поставените стратешки приоритети и цели, да направиме преглед на остварувањата во зголемувањето на безбедноста, имајќи предвид дека годинава се наближува пред својот крај. Радува податокот што на подрачјето на секторот за внатрешни работи во Куманово во изминатите 10 месеци имаме намалување на бројот на кривични дела за 22% споредбено со истиот период 22 година, а паралелно со ова намален и бројот на пријави во областа на јавниот ред и мир за 12%. Кај класичниот криминалитет се бележи намалување на бројот на кривични дела за 17%, а намалување од 58% е евидентирано и кај економскиот криминалитет. Во областа на организираниот криминал имаме за 40% поголема реализација во споредба со истиот период од минатата година. Според споделени податоци на оваа средба, СВР Куманово интензивно работеше и во борбата со недозволената трговија со дрога, за што говорат 52 претреси во домови и други простории, поднесени 44 кривични пријави, 47 сторители и запленати разновидни видови на дрога, марихуана, хероин, кокаин, хашиш, амфетамин, МДМА, семки од растение, канабис, сатива. Посебно добри резултати се постигна со реализација на активностите на оперативниот план Безбедно лето 23, каде при претреси на повеќе локации во Куманово, покрај разновидни видови на дрога, при откривање на криминалци беа пронајдени и запленети повеќе предмети кои што се од различни кривични дела. Во областа на превенцијата СВР Куманово има реализирано 1505 превентивни активности на теми полиција граѓаните, безбедни училишта, кажење на дрогата, да на животот, безбедно во сообраќајот и така натаму. Што се однесува до активностите на регионалниот центар за гранични работи во период јануари-ноември 23, протокот на патници изнесува околу 13 милиони лица, што представува тренд на зголемување во однос на истиот период од лани за 14,4%. Најфреквентни гранични премини се Табановце и Долно Блаце. Во однос на кривични дела, РЦ Север во изминатиот период бележи зголемување на откриени кривични дела во однос на фалсификувани документи за 19%, меѓу кои 10 случаи на фалсификувани возила, како и 15 кои се предмет на потрага по барањето на Интерпол. Генералниот тренд за намалување на притисокот на нелегалната миграција се забележува и на северната граница, каде имаме намалување на обиди за илегално преминување за 40,8%, а имаме зголемување на ефикасноста во однос на откривањето на кријумчарење на мигранти за 66,7%. Во однос на лани се бележи тренд на зголемување на откриена и одземена дрвна маса која потекнува од нелегална сеча на дрва за 10,4%, со одземени над 100 кубни метри дрво и генерално зголемување на откриени случаи на прекуграничен криминал за 4,5%. Прекуграничната соработка помеѓу органите на нашата гранична полиција со колегите од Република Србија и Република Косово е на потребно ниво, согласно договорената динамика, при што во изминатиот период беа реализирани 191 заедничка патрола. И на ниво на СВР Тетово во овој период постигната е солидна севкупна ефикасност во откривачката функција на извршените кривични дела, и тоа од 76%, и намалување на криминалитетот. Немаме големо намалување, меѓутоа намалување во споредба со 2022 година. Меѓутоа имаме намалување кај пријави во областа на јавниот ред и мир за 6%, а ефикасност од 28% евидентирана кај кривичните дела со непознат сторител. Во областа на недозволената трговија со дрога во овие 11 месеци откриени и пријавени се вкупно
122 кривични дела, што представува зголемување на откривачката функција за 53% во СВР Тетово. Како резултат на ова, СВР Тетово може да се пофали и со значителен пораст на заплена на марихуана, на хероин, кокаин, афетамини, хашиш, а покрај оваа заплена, овој месец, на 3.12. практично 23 година, во заедничка акција се пронајдени запленети 30,7 кг марихуана, додека 5 лица, од кои едното е државјанин на Република Албанија, се приведени во оваа акција. Очекувам и во наредниот период овие три организацијски единици да продолжат со несмалено темпо во реализација на утврдените приоритети во насока на намалувањето на криминалитетот во сите негови форми и области, а посебно да ги зајакнат контролите, активностите во предпразничниот период со цел одржување на ниво на безбедност и поволен јавен ред и мир во интерес на граѓаните. Исто така, бидејќи сме веќе пред почетокот на празниците, сакам да упатам апел во однос на употребата и продажба на пиротехничките средства. Значи, Министерството за внатрешни работи презема низа на активности за спречување на нелегалната продажба на пиротехничките средства и затоа ќе почнат реализации сериозни во наредниот период, меѓутоа и апел до граѓаните, посебно до најмладите, да не користат пиротехнички средства заради тоа што навистина може да го доведат во опасност здравието и животот прво сопствен, па и на околината во која што се наоѓаат. Благодарам.